Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Од Каладарција започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во среда точно напладне во 12 часот. Еве денеска повторно сме заедно. Вообичаено нашите емисии ги започнуваме со мудра мисла на денот, така да еве и за денеска ќе ја прочитам следнава мисла. Пријател е оној кој не ја приметува скршената ограда, а им се воодушевува на цвеќињата во вашата градина. Наистина, убава порака, убава мисла. Знаете, доаѓаат луѓе кај вас доаѓаат во дворот. Ако имате секако куќа во двор или некаде каде што живеете, ве посетуваат. Можеби не се во ред во куќата, меѓутоа вашите вистински пријатели не критикуваат, односно, како овде што вели, не ја приметуваат скршената ограда, туку го пофалуваат цвеќето кое е засадено во градината. Секако и за приметбите има место, добронамерните, за да се поправиме, за да го совршиме својот карактер. Меѓутоа, ова мисла сака да ни каже да не гледаме само на негативните работи кај човекот, туку првин да ги истакнеме позитивните. Секако и за негативните има место да се поправиме, да се подучиме, но ако е кажено добронамерно, со убав збор, со понизен збор, секако тоа и ќе се прифати кај дотичната особа за да се нешто промени. Да повторам уште еднаш, пријател е оној кој не ја приметува скршената ограда, а им се воодушевува на цвеќењата во вашата градина. Да бидеме и ние позитивни денеска, денот кој Господ ни го подарува. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој што умре за нас, на овој свет зборува. Очево крв врела тече, а тој моли татко свој. Нека секој што бара прошка биде со мене в царство
O ima li gled od ljubov da je nešto pogolemo, grevo da go otkupi, da Isuse to što umre za nas, na ovoj svet zboruvaj, to i krst golgotski, na ovoj svet zboruvaj, to i krst golgotski. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Вести од светот. Денеска ќе кажеме неколку зборови за војната која се уште се води помеѓу Израел и Палестина. Секојдневно сме информирани преку телевизија и преку интернет, страдаат десетици деца, жени, луѓе невини, а секако и војници. Само да се подсетиме на последната војна, значи ова сега која е во тек, кога отпочна. На 7 октомври 2023 година ова вест одекна како бомба во целиот свет. Информациите пристигна во кој се велеше дека борците од организацијата Хамас и палестинскиот исламски джихад извршиле мокен ракетен напад на Израел. И тоа наутро во 6 часот и 45 минути, каде што загинаа стотици жители, ранети илјадници, грабнати десетици заложници. Ова е потикнало израелската влада да прогласи војна состојба додека израелските одбранбени сили биле ставени во целосна борбена готовност. Еве, втора година како се уште војната се води, односно борците од едната страна и од другата војуваат меѓу себе. Знаеме дека беа киднапирани многу луѓе, еден добар дел беа ослободени, некои умреа, а некои се уште се заложници на страната на палестинците, односно ова терористичка организација Хамас ги се уште држи. Се водат преговори со посредници, но некако тешко оди тоа примирје. Имаше такви моменти на примирје, да се достави храна посебно до местото Газа во Палестина. Тоа е еден џеб, би рекол, едно место многу тесно, неколку, можеби 45 километри долго, а широко некаде десетина километри, каде што се сместени преку 2 милиони палестинци. Замислите, на еден мал простор, толку илјадници, милиони луѓе. И секојдневно, ако падне бомба, десетици, понекогаш и стотици луѓе загинуваат. Но што е најкатастрофално, луѓето немаат храна, немаат вода, се им е разрушено. Меѓутоа, ова е само последната капка на оваа војна. Судирот помеѓу израелците и палестинците е многу одамна, почитувани гледачи. Израел и Хамас се вклучени во вооружен конфликт кој датира уште од првата палестинска интифада или востание во 1987 година против израелската окупација на појасот Газа и западниот брег. Израел, значи, го зазел тој дел во 1967 година, кој Египет го држал, меѓутоа уште тогаш израелците воделе војна со Египет, односно ги отерале египчаните и тие превзеле контролата. А потоа вели се повлече во информација 2005 година. Ова територија денес кај, како што реков, дом на преку 2 милиони палестинци, значи појасот Газа. Откако Хамас ја презеде контролата врз Газа, Израел и Египет воведоа строга опсада на ова територија која се уште трае. Израел исто така одржува воздушна и морска блокада на Газа. Меѓутоа, проблемот е во тоа што тие имаат и не само политички судири, туку и на верска основа. И едните и другите полагаат право на тој дел од Палестина и Израел. Едните велат дека тие се доминантното население, оние староседелците, Израел вели дека тие биле
првите луѓе кои го населиле тој дел од Палестина и Израел. Кои се тие Хамаси или таа група на Хамас? Хамас е исламистичка организација со војно крило што се појавило во 1987 година од муслиманското братство, сунитска исламистичка група основана во досните 1020-тите години во Египет. Самиот збор Хамас е акроним за Харакат ал-Мукавама ал-Ислами, арапски за движење на исламскиот отпор. Групата, како и повеќето палестински фракции и политички партии, инсистира дека Израел е окупаторска сила и се обидува да ги ослободи палестинските територии. Значи, ова организација Хамас, која е војно крило, сака да ги ослободи тие територии од израелците и ги сметат за окупатори. Тој го смета Израел за нелегитимна држава. Неговото одбивање да го призна Израел е една од причините зошто мировните преговори беа отфрлени во минатото. Во 1990 година таа се спротистави, значи таа исламска организација Хамас се спротистави на договорот од Осло, мировниот пакт меѓу Израел и Палестина, меѓутоа евде до тој договор не дојде. Групата се представува како алтернатива на палестинската управа која го призна Израел и учествуваше со него во неколку неуспешни мировни иницијативи. Значи, ова палестинска управа меѓу Израел и Палестина имаат секако некои подобри односи, би рекол. Меѓутоа, ова организација Хамас се спротивставува и врши напади, убивање на војници, на цивили од израелската страна, а потоа Израел ги гаѓа, би рекол, тие делови, градови во Газа. Како и да е, војната на никого почитувани гледачи не му донело мир и спокојство, само неприлики, убиства, крвопролевање, глад. Навистина гледаме секојдневно слики од тој дел на Палестина, каде што илјаници луѓе немаат што да стават во уста денеска, немаат никакви услови, се им е разрушено. Како и да е, да се молиме за тој дел во светот, да тие водачи, политички и верски водачи, седнат на зелена маса и да најдат решение, бидејќи нема да има мир се додека не се понизат и едните и другите и не склучат меѓу себе мир. Еве, тоа беа вестите за денеска кои ни дојде од Палестина и Израел, кај што на жалост втора година се уште се води меѓусебна војна. Одеме сега со песна. Што воду тражи с планинских извора, тако ти си чежња срца мога, тебе тражим ја. Снаго моја и заштито, се одмара, само ти си чежња срца мога, тебе тражим ја.
tebe tražim ja. Another way to Здраве. get bad air in your lungs, in your body, А уште една работа која што е лоша за вашите бели дробови за вашето тело, is high-fat meals. тоа се високомасната храна. When you eat a high-fat meal, your blood cells are going to stick together. Кога јадете мрсна храна, значи вашите ќелии ќе се залепат. And in your body, you got tiny capillaries, А во вашето тело имате тенки капилари. so small the blood cells have to bend over to get through. Толку мали да тие мора да се наведнат за да може крвта да поминува низ нив. This person's had a healthy meal. Ова личност има здрава храна. They're not stuck together. Тие не се залепени еден до друг. This person has had a high-fat meal. А ова личност имала, значи, многу мрсна храна. The red blood cells are stuck together. Значи, црвените крвни зрнца се слепени. They can't go down the capillaries to feed the tissue beyond that point. Значи, тие не може да стасат до ткивата за да ги нахранат. So what happens down here? И што се случува тогаш тука? We call it death. Ние тоа го нарекуваме мртво ткиво. Tissue's going to die. Значи, ткивата ќе почнат да умираат, It's got to have oxygen. затоа што имаат потреба од кислород. Now this is an actual picture, a live blood analysis of red blood cells. Ова е слика на црвени крвни зрнца. A person's well hydrated. Личноста е добро хидрирана, They haven't eaten anything yet. нема уште ништо јадено, Then they feed the person a high-fat meal. и тогаш оваа личност е дадена искрана мрсна храна. Take a blood sample again. И повторно е земен узорок. Notice what the red blood cells are doing. Погледнете што се случило со крвните црвени крвни зрнца. Се залепиле. Stuck together. Тие се залепиле еден до друг. Cannot carry the right amount of oxygen to every cell of the body. Тие не може да носат доволна количина на кислород во деловите на телото. Fat gets right into your bloodstream. Значи, мрснотијата влегува директно во вашиот крвоток. Stay away from the fat. Останете подалеку од мрснотијата. But people say, well, you got to have some fat. Али луѓето ќе кажат, ние треба да имаме нешто мрсно. Yes, you do. Да, треба. I had fat for breakfast today. Јас имав денеска мрсна храна. I had за some дорче. walnuts. Јадев ореви. I had a few almonds. Јадев неколку миндали. Okay. These are perfectly fine sources of, also avocado. Исто така и авокадо. Тие се добри извори на мрсна храна. Great source of fat and fiber. Тие се добри извори на мрснотија, али и на влакна. Now, there are certain types of air that are better than other types of air. Постојат неколку типови на воздух кои што еден од друг се разликуваат. This is oxygen, Ова е кислородот. O2. O2. See, just O1 is an unstable molecule, unstable atom. O1 е еден нестабилен атом. So two of them get together and they share an atom. Значи, овие атоми мора да бидат заедно за да делат заеднички работи. This is the air that we breathe. Ова е воздухот кој што ние го дишиме. We call it O2. И го викаме O2. Now, if we add an atom, an electron to this mix right here, А ако додадеме еден електрон во овој микс тука, it's now an ionized
atom, А ова е ионизиран еден атом. negatively ionized. Негативно ионизиран. It looks like that. И изгледа вака. This is the best air you can breathe. Ова е најдобриот воздух кој што можете да го вдишите. Where do we find this air? А каде може да го најдеме овој воздух? How many of you have ever walked down a beach next to the ocean? Колку мина од вас се движеле покрај океанот на плажата? Those of you who have, Вие кои што сте го правеле тоа, does it feel different? дали сте се чувствувале поинаку? Does it smell different? Дали мирисе поинаку? That's the negatively ionized air. Тоа е негативно ионизирачкиот воздух. Or been near a waterfall or swiftly moving water. А ако сте биле некаде во близина на некој водопад или на потоци, каде што брзо се движи водата, It's breaking off and adding electrons in this process. а тој е процесот каде што се одвојува и се додава, значи, во тој процес на иони. Going outside after a storm. Излезете надвор после една бура, The air smells fresher. дури воздухот мириса свежо. Now, negatively ionized air doesn't smell like anything. Негативно ионизирачкиот воздух не мириса како нешто. It makes the air cleaner. Само го прави воздухот да биде почист. Around evergreen trees. Кога ќе отидете во зимзелените шуми, Ever walked through a green forest? дали некој сте се движеле во тие зимзелени шуми? It just smells good Мириса прекрасно, because it is good. затоа што е добро. All right. Some of the benefits of negatively ionized air. Некои добробити кои што ги имаме од негативно ионизирачкиот воздух. Increases oxygen to the brain. Го зголемува кислородот во вашиот мозок. Makes you more alert. Ве прави да бидете повеќе присебни, сконцентрирани. Keeps you from being so tired all the time. Ве држи да не бидете толку уморни цело време. Gives you more mental energy. Ви дава повеќе ментална енергија. When you have negatively ionized air, Кога имате негативно ионизирачки воздух, it increases serotonin in your bloodstream. го зголемува серотонинот во вашиот крвоток. This is very important for mental health. А ова е многу важно за вашето ментално здравје. And for those of you who seem to get a lot of colds, Али за вас кои што многу често се разболувате, because it seems like every virus and every bacteria in the world are on your case, на вас кои што ви се чини дека сите вируси и бактерии само се за вас наменети, negatively ionized air takes them out. негативно ионизирачкиот воздух ги тргнува од вас. Therefore, you will be well a whole lot more. И затоа ќе бидете поздрави подолго време. But there are certain things that destroy this good air. Али постојат некои работи кои што го уништуваат овој добар воздух. Recirculated air. Циркулирачкиот воздух. Now, what's that? Што е тоа? Air conditioning, Клима уредите, heat that's coming out of pipes in your house. грејењето кој што доаѓа преку цевките во вашиот дом. Yeah, that's positively ionized air. Тоа е позитивно ионизирачкиот воздух. That causes you to be tired, И тој предизвикува да се чувствувате уморни. causes your mind not to work well. Предизвикува да вашиот ум не работи добро. Around pollution, Загадувањето кое што се не окружува, factories, фабриките, just a car going down the street, самите автомобили кои што се движат по улиците, tobacco smoke. чадот од тутунот, If you can smell it, А ако можете да го помирисате, you're getting positively ionized air. вие ќе вдишате тогаш позитивно ионизирачки воздух. And then long dry periods. И сушите кои што доаѓаат. Now, I'm in Macedonia right now, Јас сум моментално сега во Македонија and I see a lot of evidence you haven't had a whole lot of rain. и имам толку видено докази дека не сте долго време имале дожд. More positively ionized ions. Значи, многу позитивни ионизирачки воздух имате. I used to teach in China. Предавам во Кина.
I go in the city of Beijing. Сум бил во градот Бежин. You have roads crossing over roads. Треба да преминете преку други патишта. When you get to the top, Кога ќе дојдете до врвот, everything disappears within a kilometer. се ќе исчезне на километри пред вас. Every year, Секоја година. 500,000 people in China die because of bad air. 550,000 луѓе починуваат заради лошиот воздух. One last suggestion. Една последна сугестија. Sleep with your window open at night. Спијте со отворен џам. Now you say, I'm going to lose all my heat. Али некој ќе каже, тогаш ќе го изгубам топлиот воздух. Close your bedroom door, Затворете ја вратата од спалната, buy never cover, купите добра покривка and have a good night of rest. и имајте добра ноќна одмор. Оставете игра, отхулете се, Исус ниде, оподготви се, Божјата љубов вечно света, сите детски срца цвета. Божјата љубов вечно света, сите детски срца цвета. Статниот веќе ни даде спас, Боже славен, долго чекам час. Красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Статниот веќе ни даде спас, Боже славен, долго чекам час. Красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Јако сме малечки дечиња сал, љубов Божја гори во нас како жар. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Сакаме птици нежно цвеќе, срца ни се преполни среќа. Статниот веќе ни даде спас, Боже славен, долго чекам час. Красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Статниот веќе ни даде спас, Боже славен, долго чекам час. Красно ќе ни биде, тогаш знам, кога Исус ќе ни дојде нам. Кога Исус ќе ни дојде нам. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, ја следите дневната емисија, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот од студиото на радио Гласна надежда од Кавадарци. Продолжуваме со нашата програма со кратка теолошка тема. Денеска би сакал да зборуваме за поминливоста на животот. Знаеме дека човекот кој ќе почине, ништо со него не носи. Колку да е богат, колку да е славен, колку да е познат, сепак само може да се памти неговото име и делата што се запишени или снимени. Денеска би сакал да размислуваме за еден исто така човек кој бил богат и кој оставил траг или белег во општеството. Станува збор за Стив Џобс. Верам дека сте слушнале, ако не сте слушнале, еве сега јас ќе кажам кој бил тој човек. Стив Џобс умрел како милиардер, значи како богаташ. Знаете колку имал богатство? Околу 7 милиарди долари. Имал само 56 години, што би рекле ние во најубавите,
плодните години за еден човек кога веќе има зад себе една мала кариера, значи стекнал искуство, каде што може уште повеќе да создава и да допринесува во општеството и во семејството, меѓутоа знаеме тој умре од тешка болест. Починал на 56-та година од рак на панкреасот. А ова се неговите мисли кои тој ги запишал. Замислете, знаел дека крајот му се ближи и тој сега ќе запише интересни реченици и јас сега тие ќе ги прочитам, ќе ги пренесам да видите со какви мисли тој се занимавал пред да ги затвори очите и пред да престане неговото срце да чука. Еве што тој кажа. Во други очи, мојот живот е суштина на успех, како што реков на почетокот. Еве ние така го гледаме, човек успешен, кариера, оставил за себе многу дела и така луѓето го паметат. И тој вели, во другите очи мојот живот е суштина на успех. Но освен работата имав малку радост, а на крајот богатството е само факт на кој се навикнав. Гледате, не мислиме дека некои луѓе ако се на насловните страници на дневните вестници, ако се постојано на телевизија на вестите како прва топ тема, или ако се политичари, мислиме дека тие луѓе се срекни, радосни, или пак ако некој милиардер. Да, има и такви кои се срекни, радосни, меѓутоа еве овој човек што опишува. Некои мислат дека јас бев радостен, но вели богатството беше само факт на кој јас навикнав. Во овој момент, лежејќи на мојот кревет, болен и сеќавајќи се на целиот мој живот, сваќам дека целото моје препознавање и богатството што го имаме бесмислено. Можете да ангажирате некој да вози автомобил за вас, да заработи пари за вас, но не можете да вработите некој да ја носи вашата болест. Навистина, зборови кои се многу тешки, но вистинити. Вели, може да ангажирате човек да ја вози вашата кола. Има такви возачи кои газите ги возат. Меѓутоа, вели, никој не може да ја носи вашата болест или вашиот внатрешен терет кој човекот го има во себе. Материјалното, нешто што го губиш, можеш да го најдеш, но има нешто што не се наоѓа кога си изгубен, а тоа е животот. Затоа некој човек, друг човек, исто така богаташ рекол, давам се што имам, само да ми се 10 минути продолжи животот. Животот е нешто највредното. Парите се губат, се заработуваат, имотот, куќа, стан се руши, па може друга куќа да се согради. Меѓутоа, ако животот се изгуби, почитувани гледачи, не може да се поврати. Како што старееме, стануваме попаметни и полека сваќаме дека ако часовникот вреди $30 или $300 мери исто време. Без разлика дали носиме чанта во вредност од $30 или $300, парите во паричникот се исти. Без разлика дали возиме автомобил од $150,000 или автомобил од $300,000, патот и растојанието се еднакви, пристигнуваме на истата дестинација. Ако испиеме шише вино вредно $300 или вино вредно $10,000, количката ќе биде иста. Ако куќата во која живееме е 300 метри квадратни или 3000 метри квадратни, осаменоста е еднаква. Вашата вистинска внатрешна среќа не доаѓа од материјалните работи на овој свет. Без разлика дали летате во прва или економска класа, ако авионот се урне, ако се срушите со него, се уриваат и оние кои се во прва класа и во економската класа. Се надевам дека разбирате дека вистинската среќа и кога имате пријатели или некој со кого да разговарате. И сега овој господин упатува, спомнува 5 неспорни принципи и ги нагласува. Еве кои се. Не ги воспитувајте вашите деца да бидат материјално богати, воспитувајте ги да бидат среќни. Која ќе пораснат така, ќе ја знаат вредноста на работите, а не нивната цена. Јадете храна како лек, инаку лекови ќе мора да јадете како храна.
Некој што те сака никогаш нема да те напушти, па дури ако има и 100 причини да се откаже. Секогаш ќе најдат една причина да останат. Голема разликата меѓу да се биде човек како човек и човек. Ако сакате да одете брзо, одете сами. Ако сакате да одете далеко, одете заедно. Заклучок. 6 од најдобрите лекари во светот. Еве според него, кои се тие 6 најдобри лекари во светот. Светлината на сонцето. Понатамо, одмор и вежбање. Одмор, вежбање, диета, самодоверба и тој го напишал 6-тото, семејството, односно пријателите. Но јас би додал, почитувани гледачи, овде и 7, а тоа е верата во Бога. Значи, сонце и светлина, одмор, колку и да работиме, мора да одвоиме време за одмор. Не мислам но не само ноќниот одмор, него и тој психички одмор. Значи, вежбање за нашето тело, диета, самодоверба, семејство, у заграда пријатели, но јас додавам и верата во Бога. Тие сегменти многу ќе ни помогнат во нашиот живот. И тој вели на крајот, заклучува, држите се до нив во сите фази од животот и уживајте во здрав живот. Наистина, верам дека овие совети ќе ни бидат корисни и нам, почитувани гледачи. Овој човек кој наистина придонел многу во општеството, бил богат, имал 7 милиарди, но со себе ништо не понел. Само го понел неговиот карактер. Дали верувал во Бога, нема многу сознание за него. Дали се покајал пред својата смрт, не знам и за тоа. Бог знае најдобро и тој знае најдобро. И затоа нека и ние денеска и да работиме, да создаваме, но да не се врзуваме толку за материјалните работи, зашто сите ние старееме, губиме вид, нашата снага, нашата сила телесна намалува. Се има свое време, вели мудриот Соломон, време за садење, време за корнење, време за ова, време за она. И затоа се во свое време, но и во младост и во старост да имаме доверба во Бога. Таа може да не одржи, да останеме верни до крај. Овој господин е заминал. Останали неговите дела и овие записи што јас ги прочитав. Значи, Стив Џобс, човек кој умрел на 56 години, можел да живее уште, бидејќи просечниот век на човекот е 70 до 80, вели Библијата. Но знаеме дека болеста или болестите го скратуваат човечкиот живот. Овој човек имал рак на панкреасот, за кој медицината вели нема лек. Но како и да е, без разлика во колку години ќе го напуштиме овој свет, да го напуштиме со вера. И кога ќе дојде Христос еден ден, тој повторно ќе ги подигне мртвите, вели Библијата. Бог не зависи од нашето тело, од земјата. Бог со збор повторно ќе го поврати телото на покојниот, но ќе му даде еден ново тело, бесмртно тело, како што вели апостол Павле, дека сите кои верувале во Господа ќе воскреснат и ќе бидат земени на облаците. Еве ова беше кратката тема, да размислуваме за поменливоста на животот, бидејќи Бог ни подарил само еден живот и да го проживееме на прослава на Неговото име. Одиме сега повторно со песна. Tvoja vrata kuca sam, na tvoja vrata kuca sam. O, zašto odgovor ne daš, na tvoja vrata kuca sam. O, kako Isus, na tvoja vrata kuca sam.
Продолжуваме со нашата програма, почитови гледачи, следува прашањето за денеска. Што Библијата вели за коцкањето? Дали коцкањето е грев? Во Кавадрици, а и во другите градови, скоро на сите главни раскрсници има канцеларии, има простори или места кај што луѓето се коцкат и тоа легално. Дали на спортска прогноза, или пак на оне флипери, на оне машини влегуваат, кај што работат 24 часа. Познавам многу луѓе, многу пријатели кои изгубиле се или се уште губаат пари во тие коцкарници. Тоа се легални коцкарници, значи кои се пријавени во власта. Власта зима големи даноци од прибирање на тие пари што луѓето ги внесуваат. Некој можеби нешто ќе добие, меѓутоа се добива многу мали проценти за разлика од она што се губи. Но да видиме што вели Библијата. Дали еден христијанин треба да се коцка? Што е тоа коцкање? Еве една кратка дефиниција. Ризикување на пари со што се прави обид да се умножат покрај тоа што веројатноста тоа да се случи е мала. Значи, што е тоа коцкање? Ризикување на пари или можност да заработиш, да се намножат парите. Библијата директно, да кажеме отворено, не го осудува коцкањето, лотарија или обложување, но сепак таа не предупредува. Значи, во тоа време немало, можеби, тој збор коцкање, лотари и така натаму, но сепак Библијата индиректно не предупредува. И еве што вели во 1 Тимотиева 6.10 и во Евреите 13.5, нема да ги читам, но таму Павле го осудува сребролюбието. Вели, пазете се од сребролюбие. Писмата исто така, значи Библијата не предупредува да не правиме обиди за брзо збогатување. Тоа го вели Соломон во Пословици 13 глава 11 стих, Проповедник 5.10. Игрите на среќа без сомнение се концентрирани околу љубовта кон парите и никој не може да одрече дека ги искушуваат луѓето со ветување за брзо и лесно збогатување. Значи, дадеш таму 100.000 денари, например, и да добиеш 1.000.000 денари. Без пот, без работа. Значи, многу луѓе мисле дека преку ноќ со притискање на копче, ете, ќе заработат многу пари. Што е проблемот со коцкањето? Коцкањето е тешка тема, зашто ако се игра умерено и од време на време, тогаш станува збор за трошење на лесни пари, кое, можеби, ете, не ги ни осеќаме. Меѓутоа, капка по капка, тие капки праваат вир, што се вели. Значи, од мали почетоци, потоа се зголемува апетитот на оној кој игра. Луѓето ги трошат парите, своите пари, секако. Коцкањето не е повеќе или помалку трошење на пари отколку гледање на филмови и така натаму. Истовремено фактот дека се трошат толку многу пари врз непотребни работи не го оправдува коцкање. Некои велат, правите, некои трошат одат на фудбал, некои купува тротинет, некои купува кола, јас ќе уплатам во коцкање и така да се збогатам. Парите не треба да се трошат безпоштедно. Парите треба да се заштедуваат, да се искористат за идните потреби за семејството, секако и за она што треба за живот, а не да се расфрлуваме. Коцкањето да видиме дали е одобрено во Библијата. Покрај тоа што во Библијата, рековме, не се зборува буквално за коцкањето, сепак се спомнуваат игри во кои се добива на среќа или со шанса. Така, например, фрлањето на жребка се спомнува во Библијата. Немија фрли жребка за да избере кој да живее внатре во Иерусалима, кој не. Знаете, во старо време, и знаеме кога требало се замени Јуда, исто така учениците фрлеле коцка, жребка, за да се открили, да се назначи кој ќе биде сега во таа група од 12 луѓе. Меѓутоа, и Давид зборува во псалмите дека вели не фрлај пари на добош. Значи, Библијата сепак го забранува коцкањето и не го одобрува. Зашто денеска има многу казина, многу лотари си игра и на луѓето едноставно им се вадат парите од джеб. Многу луѓе ги заглавили своите плати, своите пензии. Јас познавам луѓе кои својот стан го изгуби на коцка. Тоа е електронска коцка преку компјутер. Ја заложуваш, значи, имотот, куќата, станот
и потоа тоа го губиш. Зошто лотаријата не е угодна на Бога? Многу луѓе тврдат дека учествуваат во лотарии или други игри на среќа за да можат да ги дадат парите што ги добијат на црква или некоја друга добра кауза. Некои значи одат да си ја смират совеста, или ако добијам пари ќе дадам на Црвен крст, ќе дадам на црква, доприноси така натаму. Сепак не смеме ние Бога да го ставиме во прв ред или црквата за да ете Бог се смилува и да мојата бројка се извлече или да погодам лотарија или некоја спортска прогноза. Покрај тоа што сето да звучи како еден добар мотив, реално малку се оние кои ги користат тие пари за добри цели. Проучувањето покажува дека повеќето од оние кои спечалиле од лотарија се дури во полоша финансиска состојба неколку години отколку добиле джекпот или пред тоа, значи. Има луѓе кои добиле на лотарија милион денари или нешто слично. Меѓутоа, познавам луѓе, сум прочитал за нив, или почнале еден лош живот, се развеле, дури некои извршили самоубиство. Нажалост, добиле многу пари, ретки се тие кои добиваат, но нажалост животот не им се подобрил, туку станал уште полош. Со измама придобиеното богатство исчезнува, вели Соломон во Пословици 13:11. Со измама придобиеното богатство исчезнува, а кој собира со труд го множува. Бог рекол на Адам и Ева, ќе работиш со пот на лицето, ќе заработуваш. Значи, до такви лесни пари, нажалост, ако се дојде, луѓето дури не ги ценат. Бог е суверен и ги задоволува потребите и на црквата и на верниците кои припаѓаат од таа црква на честен начин. Дали Бог ќе биде удостоен со чест ако за неговото дело се искористат при спечалени пари, например од наркотици или украдени пари или од дрога? Замислете, продаваш дрога на деца кои ќе бидат цел живот инвалиди и тие пари да ги дадеш на црква. Мислам дека Бог не ги благослова и не ги сака таквите пари. Бог нема потреба и не сака пари што се украдени од сиромашните, за да се збогатат богатите. Во 1 Тимотиева 6 глава 10 стих еве што пишува: зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадува, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. А во Евреите 13:5 Павле вели: нека вашето однесување биде слободно, ослободено или слободно од сребролюбие. Бидете задоволни со оно што го имате, зашто тој рече: никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. А Матеј 6:24 никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да му служите на Бога и на мамона, или ја би рекол на парите. Парите се потребни средствата за живот, рековме, кога честно ќе се заработат и луѓето ги ценаат. Меѓутоа, еве, денеска зборувавме и одговоривме на ова прашање, што вели Библијата за коцкањето, дали е грев? Секако Бог тоа не го одобрува, почитувани гледачи, бидејќи знам во околината овде кај што живеем луѓе кои секој ден влегуваат во тие коцкарници. Сон мисла, па вели ништо, 50 денари денеска дадов, 100 денари. Но замислите 30 дена по 100 денари. Колку тоа или во годината. А некојаш секако ќе се добие, може би 200-500 денари и тоа ќе те полакоми да еве сега да дадам поголема сума да вложам и на крајот машината ги собира. Тие машини се направени да газдите добиват секако, меѓутоа тие што играат, може би некои мали сетници да се радуваат. Како е да го послушаме советот на Господа, да се ослободиме. Тоа е порок, јас знам. Порок е тоа. Никој не се родил со коцкање или влегување во такви простори туку. Може би другарот те повел или од радозналост и на крајот, ете, многу луѓе заглавуваат. На запад сум читал и жени, пензионерки кои имаат пари, цел ден таму играат на тие машини. Посебно на запад, кај што имаат и големи пензии или примања, и тоа е цел бизнис. Но зошто да бидеме и ние жртви на коцкањето, кога можеме со тие средства да го нахраниме семејството, да си купиме одело или за храна, за да може да живееме. Еве, почитувани гледачи, тоа беше
одговор на прашањето за коцкањето. Одиме сега повторно со песна. Единецот Твој безгрешен го прати Ти на земјата, да чекори на овој свет, да стане јагне Божјо. Дојдеш за нас, го распна, се смеја при смртта му, измамнику му вика, светот го распна јагнето. О јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме, мој Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. Бев изгубен и умирав, но крај себе ме зеде Ти, со животот ме плати Ти, со Тебе јас сум сигурен. О јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме, мој Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. О јагне Божјо пресвето, во крвта Твоја изми ме, мој Исусе, Спасителе, за мене се жртвуваше. Еве полека се ближиме кон крајот на денешната емисија. Почитувани гледачи, денеска сакам да ви ја понудам бесплатната книга Големата борба. Верувам дека сте ја виделе досега, повеќе пати ја рекламираме, но еви денеска ви ја нудиме бесплатно. Значи сите вие кои сакате да имате ова убава книга, историска книга, пишете ни на адреса, јавете се, пратете порака, а ние ќе ви ја испратиме по пошта. Значи книга, наистина убава, историска, теолошка книга. Книгата има преку 700 страници, така да ќе можете, некаде околу 530 страници, има фусноти, има убава содржина, има индекс на овие наслови внатре, така да доколку сакате, ова убава книга, Големата борба помеѓу Христа и сатаната ќе биде ваша. Исто така ви нудиме проучување на Библијата. Тоа е дописниот курс Библијата зборува .mk. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија која се емитува во среда, точно напладне во 12 часот. Еве денеска бевме заедно, ви благодарам на вашето присуство преку вашите екрани. Споделете ја ова емисија, може да ја најдете на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што се поставени сите досегашни емисии. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје наредната среда. Имајте благословен ден, благословена седмица, а до следното гледање ви посакувам секој добро. Пријатно. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на Радио Гласна надежда. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на YouTube каналот Радио Гласна надежда. Се гледаме.